Добро вечер. Ова е емисијата 360 степени во својот магазински формат. Да ги видиме темите на кои се осврнуваме вечерва. Функционерите за кои досега беше објавено дека злоупотребуваат службени возила за партиски и лични цели, беа опоменати од владата, но продолжуваат по старо. Ти го плукаш, он мисли врне. Јавното обвинителство отвори предмет за случаите со легализациите. Кој е вашиот коментар? Они нека ја вршат своја работа, ние све што ќе побараме тука сме. Ако има неправилности ќе одговараме. 70,9% од вработените воопшто не знаат дали нивната институција има службеник за интегритет. So we had a very high level of people that simply did not know if they had integrity systems in place, which is incredibly worrying in terms of if wrongdoing does occur. И онаму каде што доброволно се воведува овој систем за интегритет, се забележува всушност еден однос само на формално гледање на подпишувањето на политиката и проверка кои се тие политики што една институција треба да ги имплементира. Ти го плукаш, тој мисли врне. Ја слушнавте со оваа народна изрека во генералната најава шефицата на антикорупцијската комисија, прашана да го коментира фактот што и јавните функционери кои биле опоменати дека ги користат службените автомобили за приватни цели, продолжуваат со злоупотребата. Пред околу половина година уловивме повеќемина функционери на централно и на локално ниво од различни политички партии како ги користат државните коли за партиски и лични потреби. И тоа и го ставивме на увид на јавноста. Во изминатите недели се обидовме да провериме дали има некаква промена. И еве до какви конкретни сознанија дојдовме. Зоран Јовановски. Во мај годинава 360 степени објави историја за злоупотреба на службени возила на повеќе нивоа на власта. Функционери на централно и на локално ниво, од оние што се нарекуваат власт или опозиција на државно ниво, се развозуваа на политички настани и на митинзи. Се пазаруваше во маркети, се носеа на вулканизер гуми на приватни возила, а во петок по работното време, наместо на паркинг, службени возила одмораа пред приватни куќи. Доколку е веќе еднаш опоменат функционерот, втората мерка е да се извести премиерот дека тој функционер повторно го прекршува етичкиот кодекс за истата работа и тогаш е во рацете на премиерот да одлучи за каква мерка врз основа на кодексот ќе одлучи да го санкционира. Половина година подоцна проверивме дали некој го повтори или го поправи делото. Во април годинава, кога владеачкиот СДСМ од партискиот двор ја најави кампањата рамо до рамо, во него се паркираше половина влада со државни коли. За партиски цели, службениот автомобил го употребија министерката за труд и социјала Јована Тренчевска, владиниот генерален секретар Методија Димовски, вице-премиерите за економски и за европски прашања Фатмир Битиќи и Бојан Маричиќ, како и премиерот Димитар Ковачевски. Во дворот дојдоа и две службени возила на Министерството за правда. Во одговорите на нашите прашања, функционерите се правдаа дека партијата им била попатна станица меѓу две владини активности или на пат за дома. Иако користењето службено возило за партиски цели во какви било околности е спротивно на Кодексот за етичко однесување на членовите на владата. Први декември, петок, 7:30 часот. Во седиштето на владеачкиот СДСМ само што не почнал партиски состанок. Меѓу првите со црн Volkswagen дојде вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи. По него влегоа неколку црни државни шкоди, но завршија на задниот паркинг, па не видовме кој излезе од нив. Пеш дојде министерката за одбрана Славјанка Петровска. Не можевме да забележиме дали дошла пешки од дома или од работа, или пак некој ја оставил на блиската главна улица. Министерката за труд и социјала Јована Тренчевска дојде со службен пасат на владиниот ресор што го води. Додека траеше состанокот, дел од државните возила си заминуваа, додека дел остануваа во дворот на партиското седиште на СДСМ. Кога состанокот заврши, истовремено заминаа Петровска и Битиќи, министерката пеш, а вице-премиерот со истиот пасат со кој дојде. Возачот на оваа државна шкода цело време го чекал шефот на кабинетот на премиерот Мартин Попов, иако не видовме кога пристигнал тој. Од објектот излезе и Стефан Богоев, директорот на Царинската управа, и се упати кон задниот паркинг од каде замина со службената шкода на царина.
По настанот ги прашавме владините функционери по електронска пошта, зошто дошли на партискиот состанок со државно возило. Од Царина ни одговорија дека директорот Богоев имал итен службен состанок надвор од Скопје, веднаш по партискиот, па и за двата го искористил службеното возило. Но не кажа и дали тоа е етички потек. Од кабинетот на вице-премиерот Битики ни одговорија дека Пасатот не е службено ниту државно возило, но не одговорија чие е. По телефон ни дообјаснија дека Битики не користи државно возило за партиски цели. И покрај нашето инсистирање на одговори, за настанот одлучија да молчат министерката за труд Јована Тренчевска и шефот на кабинет на премиерот Мартин Попов. Во претходната сторија регистриравме возила на Министерството за правда на партискиот настан во седиштето на СДСМ. Регистриравме и дека некои од вработените, меѓу кои и државниот секретар Мухамед Точи, со службена кола си доаѓаат на работа. Оттаму ни одговори само Точи, посочувајќи дека не се сеќава на конкретниот ден, а користење службено возило за партиски цели е можно, но само инцидентно. Понеделничко утро. На паркингот за Министерството за правда се паркиравме во 7:30 часот. Според регистарот доставен до антикорупцијската комисија, Министерството за правда има 9 возила, но на терен немаше ниту едно од нив и покрај тоа што службените возила треба да преноќуваат на паркингот на институциите. Единствениот автомобил беше црна Шкода во која веројатно се вози министерот Кренар Лога, кадар на Алијанса за албанците. Тоа возило не е пријавено како сопственост на Министерството за правда. Околу 9:30 часот пристигна едно од службените БМВ-а, но во него беше само возачот. 20 на минути подоцна се паркираше и едно од службените Сандера, а од него излезе државниот секретар Мухамед Точи. Прашавме зошто во понеделник наутро со службени коли вработени во Министерството доаѓаат на работа. Одговорот сугерира дека возачот дошол на работа пред 7:30 часот. На денот што го посочувате, возачот е дојден со свое возило, а од паркингот на Министерството за правда заминува со службеното возило поради обврска на заменик министерката за правда која треба да присуствува на настан. По оставањето на заменик министерката на настанот, возачот повторно се вратил на паркингот позади зградата на Министерството за правда, што е забележано и од ваша страна. Зошто државниот секретар Точи дојде на работа со Сандерото, немаше толку детален одговор. Објаснувањето беше, тој го користи за службени потреби. По овие одговори, побаравме од правда да ни ги достави налозите за службено патување за возилото БМВ и одговори на кој настан присуствувала заменик министерката тоа утро и за кои и какви точно службени потреби државниот секретар го користел Сандерото. Бараните одговори и докази не ги добивме. Во април годинава регистриравме и како се користи еден од службените автомобили на општина Ѓорче Петров. Со општинското Ауди, градоначалникот го земаа и враќаа дома, иако живее на неколку минути од општината. Се носеа на вулканизер гуми на приватни возила, а во петок, по истекот на работното време, не беше вратено на општинскиот паркинг, туку пред приватна куќа. Од општината негираа злоупотреба на службеното возило, а градоначалникот Александар Стојковски во друга сторија објавена на 360 степени имаше своје објаснување. Службено возило може да ме земало во тек на извршување на моите работни обврски. Не сум го користел. Живеевте релативно близко до општината. Па видете вака, не ме сликале, на пример кога сум одел пешки, каде што најчесто и сум одел во општината Ѓорче Петров и претпоставам дека подолго време сум бил следен, затоа што тоа возило го користам исклучително ретко. Тогаш употребата на службени возила во Ѓорче Петров ја следевме само 2 дена. Така беше и сега. Првиот ден на 7 ноември годинава не забележавме ништо специфично. Со службените возила се вршеа службени обврски, а до 16 часот беа враќани на општинскиот паркинг. Додека снимавме, вработени во општината ни пратија полиција, но полицајците не видоа ништо спорно во нашиот новинарски ангажман. Вториот ден пак, на 22 ноември, проверивме дали градоначалникот и натаму го земаат со службена кола од дома. Така и беше, но сега не со службеното Ауди, туку со еден од автомобилите Fiat Punto во сопственост на општината. Од општината добивме одговор дека во текот на мандатот на градоначалникот Стојковски направена е енормна заштета во непродуктивни трошоци. Децидни сме во ставот дека сите постапки се во согласност со законот, односно согласно сите правила на функционирање на градоначалникот како прв човек на одредена општина, во овој случај општина Ѓорче Петров.
5 декември, вторник, 18 часот. Во седиштето на опозицијската ВМРО ДПМН треба да почне состанок на извршниот комитет. Најголем дел од членовите на ова партиско тело дојдоа со возила што ги паркираа во гаражата Тодор Александров. Меѓу нив беше и овој Пасат во собственост на општина Охрид. Со него на состанокот дојде градоначалникот Кирил Пецаков. По електронска пошта прашавме зошто Пецаков на партиски состанок дојде со службено возило. Одговорот е дека како градоначалник следниот ден требало да гостува на утринска програма на една од националните телевизии. Во такви случаи, кога има состанок во Скопје многу рано, доаѓал ден порано. Ова патување на градоначалникот е испланирано 10 дена однапред, а партискиот состанок е закажан еден ден пред патувањето, што значи дека неговото патување во Скопје не е наменски за партискиот состанок. И градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Добре дојдовте и вие. Ви благодарам. Пецаков на вистина следното утро беше гостин на утринска програма. Но останува дилемата дали е етички градоначалник со службено возило ден претходно попатно да се вози до партиската централа. ДУИ има долга историја на злоупотреба на државни возила за партиски цели. Во март годинава владеачката партија одржа митинг во спортска сала во скопската населба Чаир. Првиот вице-премиер Артан Груби дојде со службеното возило. Дојдоа уште неколку државни шкоди, а на настанот присуствуваа лидерот Али Ахмети, председателот на собранието Талат Джафери, како и министерот за надворешни Бујар Османи. Образложението од кабинетот на Груби беше дека возачот попатно при враќање од работа го оставил на митинг. Истиот месец ДУИ организираше промоција на книга во скопски хотел. Таму со службени возила дојдоа министерот за образование Јетон Шакири, струшкиот градоначалник Рамис Мерко, председателот на собранието Талат Джафери, првиот вице-премиер Артан Груби, како и министерот за финансии Фатмир Бесими. Оние што ни одговорија на прашањата, рекоа дека на настанот биле поканети како функционери, а не приватно. Министерот за надворешни работи Бујар Османи претходно беше регистриран од медиумите како во работно време со државна кола беше во штаб на ДУИ за да одржи пресконференција. 28 ноември, ден на албанското знаме. Во филхармонија се одржуваше свеченост под покровителство на лидерот на ДУИ Али Ахмети, а ние бевме на влезот во подземната гаража. Функционерите на владеачката партија не дојдоа со возила, туку пеш. Излегоа од зградата на Министерството за политички систем со кој раководи Артан Груби. Покрај него во групата беа лидерот Ахмети, повеќе други министри и функционери. Таа вечер службени коли не видовме. Има две објаснувања. Или кај функционерите на ДУИ проработело чувството за етичност, или едноставно немале државни коли на располагање. Двете сценарија се еднакво можни, бидејќи следниот ден, 29 ноември, почна самитот на ОПСЕ во Скопје, а за потребите на делегациите кои присуствуваа на самитот, беа повлечени голем дел од репрезентативните државни возила. Пролетоска регистриравме дека градоначалникот на општина Тетово Билјал Касами, кој е и лидер на движењето Беса, се вози во овој црн Мерцедес со скопски таблички. Бидејќи автомобилот не е службен, прашавме чие, на кој начин се користи и како се плаќаат трошоци за негово користење. Од општината тогаш ни одговорија дека Мерцедесот е на движењето Беса, но дека се води на приватно лице бидејќи во тек е процедура за префрлање на сопственоста. Трошоците ни кажаа ги плаќа партијата, освен ако Касами не оди на подолг пат. Касами и натаму се вози во истиот Мерцедес, што сега има други регистарски таблички. Од општина Тетово објаснуваат. Во врска со сопственоста на возилото марка Мерцедес што го користи градоначалникот на општина Тетово Билјал Касами за службени потреби, ви информираме дека истото е во сопственост на движењето Беса. Актуелниот состав на Државната комисија за спречување корупција, чиј мандат е при крај, не користи службени возила. Тројца од членовите што се од други градови, од кои еден од гостивар, добиваат патни трошоци во висина на автобуска карта. Значи, институцијата нема службени возила и ете функционира. Значи, не е до службеното возило успех за функционирање. Имате институции каде што има теренска работа, каде што природата на работата бара службено возило, во ред. Значи, може во министерствата да има, зависно од природата на работата, да има службени возила, меѓутоа, точно да се знае за кои цели и каква ќе биде намената.
Треба да се има правилници за користење на тие службени возила, треба да се има патни налози уредно пополнети и да се знае точно од која до која релација се користат возилата, а не се попатно било, па ај сега ќе навратиме, па сега ќе свратиме. Значи, тоа е веќе изигрување на и онака невоспоставениот саглам систем, ова е уште повеќе користење можност за злоупотреба на службените возила и уште повеќе ја зголемува лошата перцепција кај граѓаните. Председателката Ивановска вели дека е потребно системско решение за да се спречи злоупотреба на службените возила, кое треба да вклучува надзор и контрола. Функционерите за кои досега беше објавено дека злоупотребуваат службени возила за партиски и лични цели беа опоменати од владата, но продолжуваат по старо. За нив Ивановска има една народна мудрост. Ти го плукаш, он мисли врне. Тоа се случува за жал кај нас. Ни опомена, ни ништо. Се додека свеста е на толку ниско ниво и ништо не му значи, ниту опоменат, никој не ги почитува. Ние сме, како да речам, не знам, мислам, навистина ова крај нема. Смета дека треба да се тргне од мотивот да се биде функционер. Дали е мотивот јавниот интерес на државата и да придонесат нешто за државата или повеќе од аспект на нивниот приватен интерес, па дуре функцијата да си биде семејството обезбедено и со службено возило. Затоа што вие имате именувани лица на функција кои што имаат јавни овластувања и од друга страна службено возило кое што 24/7 го користат не само за службени цели, туку се гледа и фамилии си се возат со нив. Владата има донесено 2 документи со кои се уредува користењето државни возила. Едниот е Кодекс за етичко однесување на членовите на владата и носители на јавни функции, именувани од страна на владата. А вториот е одлука со која се уредува користењето службени возила во сопственост или на користење на државата. Во членот 19 од Кодексот, користењето службени коли е ограничено за службени потреби, а потенцирано е дека не смеат да се користат за приватни или партиски цели. Во одлуката пак пишува дека користењето службени возила треба да биде одобрено, оправдано, наменско и рационално и во сообразност со визијата, мисијата, целите и делокругот на работата на државниот орган. Во неа пропишани се формулари, како месечен налог за користење службено возило и налог за службено патување што треба редовно да се пополнуваат. Кој го користел возилото, кој го возел, кога, каде, зошто и колку километри се поминати. Иако антикорупцијската комисија одамна излезе со идеја службените возила да се со регистарски таблички во боја, како што се жолти оние на такси возилата, тие се уште се непрепознатливи по улиците. Антикорупцијска направи и објави регистар на службени возила. Во него може да се впише бројот на регистарската табличка и да се провери на чија институција е возилото. Но многу институции не се одзвале на повикот своите возила да ги впишат во овој регистар. За подсетување, поранешната министерка за образование на Естонија, Маилис Репс, во ноември 2020 година поднесе оставка откако медиумите објавија дека нејзиниот возач со службен автомобил и ги носел децата на училиште. Премиерот застана во нејзина одбрана, но ја прифати оставката, а Репс ја призна злоупотребата и им се извини на граѓаните. Ако има неправилности, ќе одговараме, вели градоначалникот на Чаир Висар Ганију. Во меѓувреме, Државниот инспекторат за градежништво, кој го води Кадар Надуи, бара да ја преземе градежната инспекција во општина Чаир, која ја води Кадар на ривалското опозицијско демократско движење. Треба да пресече министерот за транспорт кој доаѓа од СДСМ. Ова е само дел од најновиот развој на настаните по неколку истории на 360 степени за легализација на десетици дивоизградени стамбени згради кои не смеело да се случат, а зашто јавното обвинителство потоа отвори предмет под допрен глас. Александар Димитриевски. Пред 2 недели, јавното обвинителство отвори предмет по сториите на 360 степени за спорните легализации на стамбени згради во општината Чаир. Шемата што ја откривме кај најмалку 20 објекти е иста. Зградите не постоеле во март 2011 година, што е прв услов за да може да се легализираат. Изградени се како дивоградби во последниве години. Сепак, барањата за нивна легализација се архивирани со датум не постар од 31 декември 2018 година. Иако многу од подосна легализираните згради во тој момент не биле доизградени или пак воопшто не биле почнати да се градат. Општината Чаир одговорноста досега ја префрлаше кај барателите на легализацијата, дека доставили изјави во кои тврдат дека објектите им се изградени пред март 2011 година.
Ако има неправилности, ќе одговараме. Во меѓувреме, Државниот инспекторат за градежништво направил инспекција во Чаир и предложил да ги преземе овластувањата на градежен инспектор во општината. На потек е Министерството за транспорт. Овој урбан кањон се наоѓа во центарот на Скопје, непосредно до старата Скопска чаршија, а на територијата на општина Чаир. Не треба познавање од градежништвото и урбанизмот за да се заклучи дека тука нешто не е во ред. Двете големи стамбени згради на снимкава имаат прозорци и балкони една кон друга, а се толку близу. Понатаму, објектите се изградени така што целосно опколуваат постоечка семена куќа во подножјето, која сега е осудена на вечен мрак. Ако се прашувате кој урбанист дозволил вакво нешто, одговорот е никој, бидејќи е градено делумно или целосно без дозвола. Според документите кои се јавно достапни на катастарот, на едната локација, односно пониската од двете згради, впишани се само 2 стана и неколку мансарди. Едниот стан е на првиот, другиот е на 6-тиот кат. Дел од тоа што е впишано во катастарот е легализирано со решение на општина Чаир од 16 јануари 2023 година. На местото на втората зграда пак, во катастарот се впишани 59 засебни единици, и тоа само од 5-тиот кат нагоре. Според еден имотен лист на кој се впишани повеќе станови, недвижностите биле легализирани со решение на општината од 2 мај 2023 година. Иако е симптоматично дека се легализирани само делови од објектите, овие случаи се само уште еден пример дека во општината Чаир не само што на диво се градат големи објекти, туку и потоа недозволено се легализираат. Еве зошто. Според сателитските снимки објавени на Google во јануари 2011-та, најголем објект на просторот е хотелот Арка. Во непосредна близина се пониски куќи. Така е се до август 2016 година, кога почнува рушење на неколку куќи, а на нивно место почнува да се градат големи објекти. Зградите се речиси готови до крајот на 2019 година, со исклучок на кровот, кој е поставен во 2020 година. Или објектите кои станале градежна и функционална целина во 2019 година се легализирани, засега делумно, како да биле готови на 3 март 2011 година. 360 степени најде над 20 вакви легализации на големи објекти досега. Пред обвинителството да отвори предмет, ставот на општината Чаир беше дека барателите на легализација се тие што поднесуваат изјава дадена на нотар во која кажуваат кога бил изграден објектот кој бараат да се легализира. На 28 ноември, градоначалникот на Чаир, Висар Ганиу, беше во Тетово. Заедно со неговиот сопартиец и лидер Изет Меджити, учествуваа на формалната промоција на така наречениот Европски сојуз за промени, платформа на неколку опозицијски партии на албанците. Јавното обвинителство отвори предмет за случаите со легализациите. Кој е вашиот коментар? Они нека ја вршат своја работа, ние све што ќе побараме тука сме. Ако има неправилности ќе одговараме, не. Како медиуми ние објавивме дека дел од зградите реално не постоеле пред 2011 година. Дали вие како општина ќе постапите некако? За тие има изјава од сопствениците што аплицирале. Така, но бидејќи сега знаеме дека изјавите се лажни, дали вие ќе постапите на некој начин или? Ја не сум обвинител со да настапувам. Не мислев кон барателите на легализација, дали вие како општина ќе постапите? Нека судот одлучува, врз база на тоа што ќе одлучуваме и ние. Рано е да се очекуваат детали од постапувањето на обвинителството за легализациите на дивоградби во општина Чаир. Но во меѓувреме се случили и други настани. Државниот инспекторат за градежништво, кој патем е воден од кадар на ДУИ, доскорешната матична партија на Висар Ганиу Изет Меджити, направил вонреден инспекцијски надзор во Чаир. Констатирале дека градоначалникот на општина Чаир нема назначено стручен административен службеник, на работно место овластен градежен инспектор и не склучил договор за меѓуопштинска соработка со некоја општина за вршење на инспекцијски надзор од областа на градежната инспекција. ова значи дека општина Чаир ниту назначила, ниту позајмила лице кое на терен може не само да детектира, туку и да носи решенија за запирање или рушење дивоградби. Поради тоа, Државниот инспекторат до Министерството за транспорт и врски доставил предлог за добивање на овластувањата за вршење на работите од надлежност на овластен градежен инспектор во општина Чаир. Од транспорт потврдија дека го примиле предлогот, но велат засега не донеле одлука.
Министерството согласно Законот за градење веќе го разгледува ова барање и е во меѓуресорска координација со инспекцијскиот совет. Штом ги прецизираме насоките кон Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, ќе информираме навремено. Ваквиот, навидум недоволно јасен став, не е без основа. Според упатени извори, проблемот лежи во Законот за градење. Согласно член 144, во вакви случаи, инспекторатот мора да бара овластување од министерот за да ја преземе општинската инспекција. Но, законот е пишуван и донесен во време кога Државниот инспекторат за градежништво беше орган во состав на Министерството за транспорт и врски. Сега е поинаку. ДИГО е независен орган, што значи и дека министерот не би требало да има влијание врз одлуките кои што ги носи инспекторатот. По кој закон ќе реши да постапи министерот Благој Бочварски? Дали инспекторатот воден од кадар на ДУИ ќе ја преземе градежната инспекција во општината, предводена од ривалското демократско движење? Дали некој ќе одговара што целосно изигран законот за постапување со бесправно изградени објекти? Повеќе или помалку, сите овие прашања се важни. Не затоа што некои се снашле како да ги огрее сонцето, туку затоа што го направиле тоа на сметка на многу други, кои завршиле во темнина. Северна Македонија ја доби според нејзините автори првата систематска анализа на корупцијата и борбата против неа во јавната администрација базирана на холистички пристап. Што значи тоа? Истражувањето кое го спроведе ИФЕС во соработка со домашни и странски експерти, освен ставовите на јавноста, ги зема предвид и ставовите на вработени во администрацијата, луѓе на раководни позиции и на невладиниот сектор. Резултатите очекувано не се за пофалба. Деталите од Владко Чаловски. Дали граѓаните сметаат дека има корупција во земјава, веќе не е прашање на кое се очекува нешто друго од потврден одговор. Анкетите само ги мерат нијансите за перцепциите за негативниот феномен. Но сега е готово едно поинакво истражување. Тоа не ги мери само ставовите на граѓаните, туку и на вработените во администрацијата и луѓето кои се на раководни позиции во неа. Фокусот на ова истражување, спроведено под капа на Меѓународната фондација за изборни системи, или скратено ИФЕС, беа 5 сектори на јавната администрација: здравство, труд и социјала, образование, земјоделство и државна собственост. На прашањето колку корупцијата е распространета во јавниот сектор, административците, инаку 220 на број како испитаници, одговориле: речиси секој е вклучен во корупција, 9,5%. Повеќето се вклучени, 27,7%. Неколкумина се вклучени, 25%. Речиси никој не е вклучен во корупција, 4,5%. Не знаат или немаат одговор, 33,2%. Слични се ставовите и на 128 анкетирани раководители во јавната администрација. Околу 10% од нив сметаат дека речиси секој е вклучен во корупција, 30% дека повеќето се вклучени, 30% дека се вклучени неколкумина, додека мнозинството од останатите не знаат или немаат одговор. На прашањето пак кои се најчестите неправилности во работата, повторно има совпаѓање меѓу ставовите на административците и раководителите. Околу 54% од административците и 48% од раководителите велат дека во јавна администрација се вработува со роднински, пријателски или партиски врски. Втор најголем проблем, според 52,7% од вработените и 49% од шефовите, е недостатокот од можности за законско напредување. Дека вработените треба, но не пријавуваат конфликт на интереси, сметаат околу 46% од административците и 44% од раководителите. Ако сведочеле или знаат случаи на коруптивни дела, зошто не ги пријавуваат? Административците како причина наведуваат оти не веруваат дека властите би презеле конкретна мерка. Всушност не сметаат дека би биле заштитени доколку пријават. Се плашат од јавна експонираност и од одмазда. Дури 79,1% од анкетираните вработени одговориле дека никогаш не присуствувале на обука за превентивни мерки од корупција, интегритет и етика. 70,9% од вработените воопшто не знаат дали нивната институција има службеник за интегритет. 76,4% не знаат дали имаат одговорен службеник за примање случаи од укажувачи.
Бројките за перцепцијата на корупцијата во самата администрација се благо кажано загрижувачки. Меѓу општата јавност, тие ставови се уште поизразени. Опфатени се сите сектори, така да не може да се издвои некој посебно. И колку длабоко сметате дека е влезено? Влезено е и ќе треба време додека тоа се измени малце. Помлади генерации, сигурно еден мандат, 2 мандати или 10 години. Немам сознание толку каде, али дека има огромна корупција, има. Поготово судството и така. Да. И администрацијата сега. Значи нема тоа, можда некој 10%, а 90% нема. Значи тоа веќе не постои. Не постои, да. Значи вршат работа без никакви подмитувања нашата корупција така. Секаде, и во судството, и во правна администрација, мислам секаде има. Сте имале контакт со корупција внатре во јавна администрација? Со стимулација. Со стимулација? Да. Какво е тоа? Ај опишете ни малце. Веќе да се прави да сме наивни да не знаме, јасно да би се заврши неки посол да треба во одредени ситуации подмитити и тоа. Сите се свесни дека има. И тоа. Што друго да зборуваме? Според истражувањето, спроведено врз репрезентативен примерок од 1118 испитаници, речиси 89% од граѓаните сметаат дека во јавната администрација се примаат подароци или други услуги од граѓани или колеги. 87% сметаат дека за вработување или напредување во државна служба се плаќа пари. 83% сметаат дека административците се под притисок да даваат поволности и договори, согласно наредбите од нивните шефови. На прашањето пак за нивото на корупција во последниве 3 години, одговорот на граѓаните е следен. Таа е значително зголемена, сметаат 43,6%. Малку е зголемена, мислат 21,7%. Нема промена за 29,7%, само 3,7% мислат дека корупцијата е малку намалена. 0,5% мислат дека е намалена многу, а 0,7% не знаат. Во наодите на самото истражување се представени и теоретските модели. Кој е главниот извор на корупцијата? Корупцијата се размножува затоа што не ја штити неказнивост. Формулата вели дека корупцијата е резултат на монопол на моќ плюс дискреција минус одговорност. Таа врши огромна штета врз економскиот раст и сите сектори во државата. Тогаш кој е излезот од овој коруптивен круг? Извештајот нуди 22 препораки за излез од состојбата и напредок на борбата против корупцијата. Клучните се кадровски и финансиски конечно да се опремат јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупцијата, правосудството да се вложи себе си во предмети од областа на високата корупција и да се вратат повисоките казни за делата од областа на корупцијата. Тоа ќе мора да оди рака под рака со едукација и анимирање на општата јавност, бидејќи во моментов 33,6% од населението смета дека дури и да се пријави корупција, надлежните нема да преземат никакво дејство. Речиси идентични 33,5%, пак се уверени дека тие што ќе пријават корупција, на крај ќе бидат предмет на одмазда. Да би се заврши неки посол да треба во одредени ситуации подмитити и тоа. Добро. Не треба глумити да тоа не постои. Продолжуваме на истата тема. Анализа на главните наоди на истражувањето ќе направиме со Семјуел Пауер, автор на истражувањето, инаку постар предавач на Универзитетот Сасекс, дел од Центарот за истражување корупција во рамките на тој универзитет, и Сабина Факиќ, програмска директорка на Центарот за граѓански комуникации, организација која е активна на планот на антикорупцијските теми. Благодарам и на двајцата што сте дел од 360 степени. Ќе почнам со господин Пауер. Што според вас се главните наоди на истражувањето? So the key findings of the project and the research are that perceptions of corruption amongst the populace are very, very high, and also perceptions of corruption across the at-risk sectors that we looked at were also very high. That might be unsurprising, so we also chose to look at the perceptions of corruption and the instances of corruption through public surveys of those people that work in these public institutions. And the primary things that we found were that
in terms of having these integrity systems in place, so that is integrity officers, that is responsible officers for whistleblowing, that the knowledge that these systems were in place was lacking. So we had a very high level of people that simply did not know if they had integrity systems in place, which is incredibly worrying in terms of if wrongdoing does occur. Господин Факич, ова со тоа дека перцепцијата на општата популација е таква каква што е во однос на корупцијата и господинот Пауер рече не е изненадување, но дали е за вас изненадување ова второво, дека многу луѓе вработени во јавниот сектор воопшто не биле свесни за постоењето на одговорен за интегритет, за офицери, за пријавување корупција и така натаму. Па ќе речем дека за мене, бидејќи сум во тек со процесите кои се одвиваат во нашата земја, не е изненадување тоа што најголем дел од вработените во институциите не знаеле дека во нивните институции е воведен системот за интегритет, доколку е тоа така, или дека немале именувано лица за интегритет, од едноставна причина што процесот на воведување на систем за интегритет во нашата земја не е предвиден со законот за спречување на корупцијата, туку е институциите доброволно пристапуваат кон воведувањето на овој систем. Така што досега само 70 институции на централно ниво од околу 550 колку што ги имаме на централно ниво воведуваат ваков систем за интегритет. Дополнителен проблем е и тоа што и онаму каде што доброволно се воведува овој систем за интегритет, се забележува всушност еден однос само на формално гледање на потпишувањето на политиката и проверка кои се тие политики што една институција треба да ги имплементира, без да се навлезе во суштината што тие политики треба да предизвикаат во насока на превенирањето и санкционирањето на корупцијата. Така што би рекла дека сме на самиот почеток, иста и на централно и на локално ниво, и она што треба да се размислува, доколку цениме дека системот за интегритет е нешто кој што ќе се стремиме и ќе го поддржуваме како држава, е дека треба да се настојува дури можеби и да се направат измени на законот за спречување на корупцијата и воведувањето на систем да биде задолжително. На ето по-генерално ниво, треба ли воопшто да се зборува за воведување на систем интегритет? Тоа нели е нешто што се подразбира, треба да се носи, не знам, од дома, од студиите, од училиштето? Добро, убаво е да го носиме и да го имаме, меѓутоа секоја институција, особено државните институции на централно и на локално ниво, мора да се грижи дека навистина сите еднакво го подразбираат и го негуваат интегритетот на институцијата и дека личниот интегритет, почитувајќи го личниот интегритет, водат грижа и за интегритетот на самата институција. Она што е можеби исто така битно да кажеме дека оние институции кои доброволно ја потпишуваат така наречената политика за интегритет и се обврзуваат да преземат чекори во насока на градење на институционалниот интегритет, тогаш тие имаат јасни обврски кои треба да ги имплементираат и нивната имплементација на крајот од годината им ја проверува Државната комисија за спречување на корупцијата. Господине Пауер, исто така веројатно не изненадување, една од слабите точки се јавните набавки. Тоа го покажува истражувањето. Yes, so alongside asking people about whether they had a knowledge of integrity officers in place or responsible officers for whistleblowing, what we also did was sector-specific risk assessments of where we think there are particular corruption hotspots, if you will. And what we found again and again across sectors was that public procurement was a big issue, and that public procurement was a specific area which perhaps needs focus and which perhaps need to be looked at, because this is a real red flag for where corruption can occur and where people can try and cut corners to get the kind of access that they want and to get the kind of service that they want. So public procurement was a huge issue that we found across sectors. It wasn't that it was specifically a problem. It was in one place, it was across the board, people raised concerns about public procurement. И како може тие проблеми да почнат да се надминуваат? So there's two different
prongs, if you will, two different approaches that we can take. The first is that because the lack of knowledge of integrity officers is so low, and because of the lack of knowledge of responsible officers for whistleblowing is so low, we need to think about how to engage people that work in those organisations and in public administration, such that they are either aware of these officers being in place or such that they see them as a part of the institutions, so that when they see wrongdoing happening, perhaps in public procurement, they know the person to speak to, and they know that that when they see a problem, they can report it. The other thing that we found is that even when people had witnessed wrongdoing, that they quite often did not report it because they didn't think anything would be done if they did. So then there's, of course, an element in which we need to improve, if you will, the disincentive for engaging in action and increase things like sanctioning. But in terms of public procurement, what we need to do is very specific risk assessments at the sectoral level to understand where the particular issues with public procurement are, such that we can prevent those issues from occurring, but much more than that, embed in terms of the integrity officers and the responsible officers a knowledge that they exist, such that this can be a mechanism through which to whistleblow and through which to highlight wrongdoing. Госпоѓо Факич, вашата организација има експертиза во областа на јавните набавки. Се согласувате со ова што го кажува господин Пауер? Апсолутно се согласувам дека е потребно да се засили начинот на кој се прави проценката на ризиците, особено во областа јавните набавки, како најподложни на корупција во рамките на институциите и на секторите кои беа истражувани, но би надополнила дека на системско ниво, надврси како од ова истражување, дека е потребно да се работи на засилување на управната контрола на надлежната институција, тоа е Бирото за јавни набавки. Имено нашите истражувања покажуваат дека всушност бројот на вработени во одделението за управна контрола наместо да се зголемува низ годините, тој се намалува, што значи дека дополнително опаѓа политичката волја на Министерството за финансии, па ќе кажам и на самата влада, да се справува со корупцијата на полето на јавните набавки, што е навистина загрижувачки, особено ако имаме предвид дека Бирото за јавни набавки има развиено соработка со Светска банка и така наречени црвени знаменца, кои всушност треба да укажуваат каде се зголемени ризиците од корупција и дека нивните контроли кога се применува токму оваа алатка покажуваат дека 90% од контролираните тендери морале да се поништат. Ова значи дека во суштина кај сите тие 90% од контролирани, бил контролиран мал број, околу 70 тендери, меѓутоа тоа зборува дека од почетокот значи се е воочено непочитување на законот за јавни набавки. Ова се според мене загрижувачки индикатори кои треба да ги освестат надлежните институции дека конечно мора да се преземаат чекори во тој правец и мене ми е колку и да делува тоа можеби разочарувачки, меѓутоа драго ми е што ги имаме овие сознанија и се надевам дека некого ќе го освестат во иднина дека е потребно да се преземаат активности во овој правец. Начинот на кој што се вработуваат луѓе во јавниот сектор и потоа се унапредуваат низ скалилата внатре е исто така очигледно голем проблем. Зошто? Yeah, so what we found is we asked our respondents what they thought was the guiding criteria behind employment and promotion. And what we found, and this is reflective of wider public concerns within the country, which is a degree of cronyism, if you will, and nepotism in the society. In particular, what we found was that above and beyond anything else, the perception of those working in the leadership of organisations and also just in the organisations more broadly, there was a consensus that in terms of promotions criteria, the guiding principle was either that you knew somebody in power in that institution or more widely, or that you had some kind of connection, be it familial or political.
So the great concern was that promotions criteria was not being employed equally and that there wasn't a merit-based promotion system, which is important because what you want is people working in an organisation that believe in the values of that organisation. And if you don't see that the organisation is promoting people fairly and based on merit, then you are much more likely to actually enjoy working for and embed the kind of values that you want to see in public service during your work. Факт за нас не е ништо ново, ние го живееме тоа секој ден низ конкретни примери. Политиката е веројатно доминантна, членската книжка во одредена партија, но се разбира и друг тип на врски, роднински, пријателски и така натаму. Што би бил вашиот коментар во овој контекст? Па може би сознанијата дека и на самите вработени во администрацијата им пречи таа силна партизација и отсуството на мерит систем, секако можеме да го поврземе со она што професорот на почетокот го кажа, тоа е отсуството на познавањето и на вербата за дека во институциите има функционални механизми да се пријави корупцијата и незаконското постапување. Всушност причината за тоа е токму во партизацијата на администрацијата, имено вработените кои немаат партиска заштита, за жал сметаат дека и ако пријават кај надлежните или пријават во некои надворешни институции, дека всушност владеачките партии нема да овозможат тој случај на откриена корупција или друг вид на злоупотреба дека ќе биде процесуиран. И тоа е, да кажам, тоа е всушност почеток на тој еден магиопсан круг во кој се заробени сите наши институции, почнувајќи од партизацијата, која невозможува водење на носење на квалитетни политики и потоа и во праксата амнестирањето на незаконското постапување, што на крајот доведува до една општа незадоволство, фрустрација на сите нас од тоа како се одвива борбата против корупција. Детектирате многу ниско ниво на пријавување на корупција внатре, што е веројатно логична последица на сето ова што досега го споменавме. Има ли излез од тоа да се подобри таа ситуација? Yeah, so we found that there was a very low level of reporting of corruption, and this is very much indicative of what we've been discussing. If you see that, for example, you don't have a system, or if you perceive that you don't have a system of merit-based promotion, then it is unlikely that if you see wrongdoing, you are going to report it, because it would seem to you, as someone that works there, that nothing is going to be done about it. If you either don't know that you have an integrity officer in place, or a responsible officer for whistleblowing in place, or that you do know that you have one of those officers in place, but you don't think that they're very effective, then the incentive for you to again report wrongdoing is very low, because it seems that it will not benefit you or not benefit your career to do so. You might be seen as a troublemaker. So what we need to do to improve that is both embed this idea that integrity officers are important to have in an organisation, and that they have some kind of genuine power to change things, likewise with whistleblowing, but also to think about the fact that if we don't have this merit-based systems for promotion, then we won't necessarily have buy-in from people that work in those institutions to improve the institutions and to embed these specific norms within the institutions of good service and of good behaviour. So it is unsurprising if we don't see people reporting wrongdoing if these mechanisms aren't in place. So much more broadly, we need to think about having a clear merit-based system for promotion, and also a knowledge of where one can go when they see wrongdoing, and that something will be done about it. Во контекст на ова би кажала дека законот, досегашното законско решение во однос на заштитеното пријавување и заштитата на укажувачите се покажа неефикасен, многу е мал бројот на пријави кои доаѓаат од институциите. Од тука оправдано е што сега се носи нов закон со кој се ветува дека заштитата на укажувачите ќе биде поголема, па ќе ги видиме ефектите од тој аспект, дали ќе имаме некакво подобрување, но паралелно со процесите на пријавување и потекнување на пријавувањето во рамките на самите институции, мислам дека е многу битно да се
испрати и конкретна порака од работата на обвинителството и судството дека корупцијата не се исплати во оваа земја, бидејќи досега добивавме обратни пораки. За жал статистиката потврдува дека нашата борба против корупција апсолутно не е ефикасна, имено ако се податоците може да им се верува на Државниот завод за статистика, во 2022 година биле доставени само 485 против 485 лица биле доставени иницијативи за кривично гонење за злоупотреба на службената должност, за што се крие всушност и корупцијата. Овие иницијативи за кривично гонење се заедно со бројката во 2021 година најнизок број на пријави во последната декада. Ова секако потврдува дека ние во Македонија многу повеќе зборуваме за корупцијата отколку што ефикасно се обидуваме како институции да ја санкционираме, и на тој начин секако се создава, па ќе кажам, една целосна апатија на граѓаните и недоверба во институциите, што резултира секако и со исклучително ниска доверба во обвинителството и во судството дека имаат капацитети и волја да санкционираат корупцијата. И мислам се додека не се покажат ефикасни резултати од аспект на работата на обвинителството и судството, не можеме да очекуваме дека градиме една потикнувачка средина и во рамките на институциите да се пријавува корупцијата. Господине Пауер, веќе зборувавте за делот препораките кои што се наведени и во истражувањето. Дали има нешто друго што низ вашата перспектива не го кажавте, а е важно на ниво на препорака? So just to restate, the core recommendations that we are making, or that I am making, is that we need to bolster knowledge and support of these integrity officers and the responsible officers for whistleblowing. We have also seen that I suspect that something around citizen education and citizen education campaigns about the economic damage that corruption is doing in these, with regards to at the sectoral level, is important to educate both citizens and those working in these organisations about the wider damage that corruption causes. And then finally, to introduce this merit-based promotion criteria, and that this is externally audited and that these processes are transparent. I think most importantly, as well as attempting to embed these norms of good behaviour and embed this good practice, what we need to think about is that these measures are supported with proper sanctions as well. What we know about corruption is that corruption is a crime of calculation as much as it is a crime of passion, or it is a crime of calculation in many ways. So what we need to think about is that if we give people the opportunity to act corruptly, then perhaps we shouldn't be all that surprised if they do. So what we need alongside embedding these norms and alongside trying to improve public behaviour and these impressions of public service in the long run, actually a commitment to sanction bad behaviour when it happens. So we need this two-pronged approach: education and the embedding of norms, which might take a while, but also a commitment to sanctioning corrupt behaviour as and when we see it. Ви благодарам на двајцата многу за разговорот. И јас ви благодарам за поканата. Thank you. Најавувам ново издание на Саботажата на авторот Сречко Поповски. Политичките, а најмногу идеолошките истомисленици, оние со кои јавно ја споделувале платформата се во неверици со доза на сериозен скептицизам, гледаат на можноста нивниот компатриот да е главно осомничен за суровото двојно убиство. Ама сепак им се подкраднуваат два клучни збора. Палевски може да биде се прљав играч во политиката, да гази преку лешеви. Меѓутоа, моето мислење е дека тој не е ни далеко, ни ни увод убиец, меѓутоа не сакам со тоа ниту да преюдицирам нешто што не е докажано, затоа се залагам за да се почитува презумпцијата на невиност која деновиве се крши на големо. Дали е тоа нормално? А ние. Кој знае, може би е нормално, но е чудно што многумина од
пропатриотскиот пак ги врзува еден ист наратив, кој по се изгледа дува од иста насока, а не е проевропски, ниту проамерикански. Линкот не е директен, но не се исклучува постоење интервенција. Вие сте добар пријател со Владимир Владимирович Путин, тоа е општо познато. Се збори дека тој бил блиску со некои руски тајни служби. Јас одговорно ќе ви кажам дека не е така, дека тоа се прави само таква помпа и дека да, имаат остварено контакти со одредени руски граѓани кои што можеби имаат и некаква политичка улога во целата приказка. Дали е тоа вама нормално? Па ние. Не се знае дали е нормално, ама звучи необично кога фронтмените на антагонизмот против западните вредности. Мотивите за суровост ја гледаат во сосема друга насока од таа која ја практикуваше и се крстеше главно осумничениот. Светското влијание на изместување на вистинските вредности и доаѓање на нивно место на вредности кои немаат врска со она што нормалниот човек сака да го почитува и да го живее, доведува до изместувањето на вредностите и во Република Македонија. Дали е тоа вама нормално? Па ние. Настрана вредностите, а уште поненормално е што од северот толку упорно се туркаат сите шпекулации, а дома се пласираат како вистини. Со таа класично политичка приказна по кој знае кој пат се прават обиди да се покаже дека е потребно враќање во старото јато, од и сами не сме способни да водиме држава. Дошло je do raspada, i to u najgore momentu kad je pola Evrope boravilo kod njih, došlo do raspada policijsko-bezbednostnog sistema. Sad ovi koji su bili šefovi država, vlada, naš ministar Dačić kaže, pa Bog te mazo, oni su mogli mene da ubije kako se to tako nonšalantno tamo radi. Da li je to vama normalno? Pa nije. Поентата е преку интриги и дезинформации да се збудалува јавноста на која и се сервираат секакви приказни, меѓу кои како особено впечатливо е онаа дека неколку дена по свирепото убиство главно осумничениот сосема лабаво си водел емисија за наводни банкарски манипулации, во која открил така сериозни тајни. Не баре пола држава не беше свесна за тоа колку таа реторика е празна. И тој искочи со докази, со свифтови, со чуда, со све. Трансакции. Тоа се веќе сериозни мотиви за ваква работа. Значи, да му на некого сместиш овакво нешто, стварно треба да имаш добар разлог. Дали е тоа вама нормално? Па ние. И на крајот, како врв на ненормалноста и шоу, од кој всушност се гледа колку и како најгласните се засегнати. Posle imamo pripreme neke za novu godinu, pa onda razumeš kako sve funkcioniše, tako je. Hoćeš Leki da pišeš? Šokantna priča iz Makedonije koja je stigla negde je frapirala javnost u svakom smislu. Одговорот на се, тие самите си го даваат. Дали е тоа вама Па нормално? ние. Тука го заокружуваме и ова издание на емисијата 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Во меѓувреме може да не следите на веб страницата 360stepeni.mk и на нашите профили на социјалните мрежи. Ќе се видиме повторно в понеделник во 20:15 овде на МРТ1. Пријатно!